Поштовани гледачи, добар ден. Ова се репризните изданија кои што ќе одат за време на новогодишните и божичните празници. Екипата на Бразди заслужено оди малку на пауза, на одмор, така да проследете ги сите содржини кои беа и за кои покажавте најголем интерес и кои беа најгледани во изминатиот период. Главната тема за денешната емисија ни е есенската сеидба. Во Прилепскиот регион, Прилепско поле, каде што има доста ниви, каде што има доста поджитарици кои што се сеат, ги посетивме да видиме како течат подготовките, па и во некои региони најдовме и завршено веќе ниви со есенска сеидба посеани. Состојбата е различна, но сите се сложуваат дека оваа есен имаме идеални услови за квалитетна подготовка за есенската сеидба. На прагот сме на есенската сеидба, едно од најзначајните работи во земјоделството. Годинава со овие врнежи ми се чини дека задоволни се земјоделците. Ќе може конечно да се ора, ми се чини на 10 години една ваква имаме, да може добро да се подготват нивите за есенската сеидба. Почнавте на дел од нивите, што велат првите плугови, како оди работа? Да, така како што кажавте вие, ова есен условите се идеални, одлични за есенската сеидба, за обработка на почвата, има многу добра влага, како резултат на последните дождови се овие неколку изминативи денови, па точно и тоа дека ретко ваква година се погодува. За сега условите се одлични, како што кажавме, сеидбата е некаде на самиот почеток, зависи во кој дел од државата. Некаде од колегите што се консултираме, што слушаме, се околу 2-30% од површините планирани веќе се засеани. Тука во нашиот регион е на самиот почеток, бидејќи сега завршуваме со есенските берби. Сега се прибира тутуно. Да, тутуно веќе се прибира при крај. Пиперката, зелката, зависност како плодоред, која култура е како пролетна. И на истите ниви ќе се продолжува, ќе се планира? Па обично се прави плодоред, да. После вербата на пролетните култури се засева житните култури. Сега има некои површини каде и се повторно се засева со житни култури, посебно со пченица, тука нормално треба да се стави повеќе ѓубре. Таму кај тие ниви колку е важно после ланската жетва да било веднаш изорано, колку тоа се одразува понатаму за добра подготовка. Зашто се уште гледаме страништа кои што допрва сега ќе се орат, па ќе се сеат можеби пченица, што може да биде после драстично да се почувствува на приносите. Да, значи заорувањето веднаш после жетвата на пченицата или било кои други житни култури е многу битна операција во самото производство на житните култури, но оваа година знаеме дека летото беше многу сушен период, ретко каде што можеше да се направи, инаку ме од големо значење. Сега, пошто беше суша, не се направи на поголем дел површините, ќе се заораат сега воедно, ќе се спрема тенирање, браносување и сеидба. Да, еве на оваа нива кај што сега буквално снимаме, се гледа дека финишот кажува дека супер е сработен и посеано веќе. Да. Добро ме интересира каков е интересот кај земјоделците. Факт е дека годинава беа драстично разочарани од ниските откупни цени. 11,5 дали дојде, тие цени ни се провлекуваат со години. Сето тоа влијае кога ќе треба да се сее, кога ќе треба да се прават математиките, дали да се посее, многу влијае. Какви се сега трошоците, колку е да речеме ѓубрето, колку е семенскиот материјал и колку ќе влијае на интересот на земјоделците пак да сеат пченица. Па вака, откупната цена не е само годинава, таа со години наназад е ниска откупна цена во производството на жито, посебно цената на пченицата, а за разлика од тоа нашата производна цена секоја од година во година знаеме дека репроматеријалите кои се како инпути во самото производство, цените одат нагоре, исто и годинава цените се во благ пораст. Например, ѓубривата кои се користа како есенски ѓубрива се околу 40 денари по килограм, што значи 50 килограми би дошло околу 2000 денари. Сертифицираниот семенски материјал како пченицата, јачменот и тие се за 2-3 денари поскапи од лани, што значи ние обично пак тие истите земјоделци што ја работат за имате површината и ова година. Како по традиција, како по традиција, да, и ова година веќе ќе ја засејат и мислиме, се надеваме дека до година ќе имаме подобра цена. Ние живееме земјоделците со надеж. Први
да Так. завршиме Добро, нашето, па другото од небото и на крај од цената. Кога ги спомна трошоците малку ќе се задржиме. Ако е 2000 денари вреќе ѓубре од 50 кила, колку фрлате на хектар? Колку се трошоците? Колку семенски материјал колку се троши? Па некаде Грубо да имаме представа. не представа, него тоа ќе биде отприлика. Ќе го прецизираме. Ѓубривото ода некаде од 200 до 250 кг по хектар, зависи од кое ѓубриво, зависи ако имаш претходно направена анализа штобара и почвата. Така. Исто така и семината во зависност од сортите, сега имаме сорти каде што се оди со помалку сертифициран семенски материјал, а има и со повеќе, некаде некоја средна количина било околу 200-230 кг по хектар. 200 по 30 денари се гледа одма. Па 30 се не се ни 30, и над 30 се. Поевтините, а има и до 36 и 7, зависи кој е семе. Така. Ајде ако се тоа трошоците, приходите, кога би ги погледнале приходите на еден земјоделец, тие 11 денари се навистина малку. Далеку од сите пресметки, од сите реални математики, дека таа цена може да ги покрие трошоците и дека ќе имате некаква заработка. Единствено што останува за земјоделците можеби се субвенциите. Субвенциите сведени во пари од сите аспекти што ги зимате и по површина и по семенски материјал, би ги свеле на 6-6,5 денари, еве грубо да ги кажеме. Може ли да се каже дека тие денар-два е борбата, ако успеете да ги задржите од килограм, да имате заработка, за тие е битката на крајот? Да, значи 11 денари откупна цена е многу ниска цена. Нашата производна цена некаде на пченицата е околу 15 денари со овие сите трошоци кои ги правиме ние и сите операции. Сега тука ние јас секогаш кажувам и сега ќе кажам дека компензираме со субвенциите. Ако не е поддршката од државата, земјоделството ќе замре. Значи ние цело време покриваме трошоко со субвенциите и еве да заработиме по денар-два по килограм. Со надеж дека година ќе имаме повисок принос, многу битен е приносот, да имаме повисок принос и да имаме денар-два повисока цена. И тука исто со години на нас се провлекува еден друг проблем, ние немаме во производството на пченица, во житните култури воопшто немаме договорно производство. И на некој начин сме цело време во неизвестност до самата жетва. Првин, каков принос имаме и после која цена ќе биде. Па и мелничарите у време на жетва тактизираат, до последно не кажуваат откупни цени, па немате време тогаш да тактизирате многу, нема секој можност да го складира, па да чека. Па обично ние секоја година се натегаме ден пред жетва за цената. Едни горе и други долу и некако да дојдеме до некоја така по-добра цена, да можеме да обстанеме ние првен, па после да почнеме да заработиме нешто. Добро, најавите дека ќе се прави пресметка на производната цена со додадено 25% заработка, со тоа дека ќе биде минимална некоја загарантирана цена, може ли кога државата потврсто би застанала за тој систем на пресметки, може ли да го врати интересот? Ние имаме се уште многу површини кои што не остануваат неискористени во текот на годината, барем пченица да ги седи. Пченица, јачмен. Па мислам дека се движиме во тој правец. Ние во посеторските групи, знаете дека има во Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство посеторски групи. Нашата група е група за производство на пченица и ориз. Таму цело време ние разговараме како да се дојде до подобри услови, како да се дојде до напредок во овој баш подсектор полјоделството, производството на житните култури. Тука ние како наше барање имаме, еве, и вие спомнавте, да се применува првин законо, разликата помеѓу откупната и производната цена и како заработка 25% да надокнати државата. Една работа, друга работа, исто така да се отвора стоковите резерви на почетокот на жетвата. Кога се и најзначајни. Кога се и најзначајни, годинава тргнавме така во една позитивна линија, се отворија стоковите резерви да се купува домашна, што е многу битно, произведена пченица, но малку закаснивме, бидејќи па таму има многу закони, не знам, правилници, уредби кои што се треба да се промена, бидејќи во изминатото тие тендери за набавка на стоковите резерви беа како меѓународни тендери. И редовно од Србија ни доаѓаше пченица. Може да се јава, не знам, и од Америка, може да се јава и од кој може да... И ретко македонска се полнеше. Да, сега по наше барање како Национална федерација на фармери и заедно со Министерството правиме напори, направивме да имат тие измени да се купува само домашна пченица и исто така сега имаме
ветување министерот дека в година на 1 јули ќе бидат отворени стоковите резерви со некоја нормална солидна цена со која може да се заработи така да се амортизира, мислам, пазарот на и тие кои ќе повлечат одредена количина, верувам дека и трговците ќе гледаат да се тркаат. Да, баш во таа насока точно, да повлечат некоја цена. Ретко гледаме млади ентузијасти уште што се мачат во земјоделство. Па во сегашно време се помалци млади земјоделци, површина од 100 хектари. Од нив 30 хектари се под луцерка, под деталина и другото под полјоделство житарица, сончолет и пченка. Вака 100 хектари кој ќе кажеш, сериозна бројка, ама дојде време ако си со помали површини да нема рентабилност. Па во производството тие мали заработки на пченка без поголеми површини не е исплатливо. Тие поголеми површини па си повлекуваат други работи. Поголеми трошоци, повеќе работа. Што значи тоа? Механизација, аргати? Да. Абе, аргати, нема аргати сега. Мора да вложиш повеќе во помодерна механизација, помојчна, и да не бидеш зависен од работна сила, што може повеќе сам да сработиш. Како дојде време, стана поскапи аргатите него механизацијата. Точно така. Добро, механизација сепак е голема инвестиција. Сега во сегашно време се поскапа механизацијата. Но без неа тока и површини не може. Кога веќе ги имаш 100 хектари, кога веќе ќе се изнаработиш, колку дена не знам ти треба сеидба,орање, од трактор не се симнуваш за 100 хектари да ги посееш. Како гледаш на откупните цени годинава, низ годиниве, некако се едни исти откупни цени, се помалце гледам мотив кај земјоделците, порано со љубов идеа на нива, сега некако со грудка во срце. Точно, таа е причината, значи години наназад 20 години се движиме 9, 10, 11 денари. Сега малце годинава со подобра надеж ќе настапиме со сеидбата со законот за стоковите резерви, веќе за наредна сезона ќе биде во навременна мерка. Сега годинава е закаснато. Така. Се надеваме на подобра цена. Како се движат трошоците? Се расте во животните трошоци растат и трошоците за ѓубрива, за семенски материјал. Ти кога ќе треба да отидеш, кај тебе огромни цифри се во прашање при набавка. Точно така е. Па и годинава имаме мал пораст на цените на ѓубривата и на семината, негде околу по 2 денари по килограм е поскапено се. А нашето производство стагнира со цената стандард. Така. Спомна и претходниот соговорник да не се субвенциите, веќе не знам дали некој ќе одледува нешто. Па точно, без субвенции пропаѓаме начисто. Значи, откупниве цени се далеко од реалните. Далеко. Ние имаме производна цена од 15-16 денари, откуп на 11 денари. Значи, нема никаква логика. Сме скроз пропаднати во загуба. Така. Како млад земјоделец, не знам дали ја поминаш границата од 40, дали фаќаш некој од мерките. На граница фаќаш некој од мерките, имаш нешто до сега искористено од тие мерки? Имаме, да, сакаш. Треба ли повеќе да се заангажира државата и на други, да се дава млади, зашто како ние немаме веќе работна сила стари, а камоли млади? Точно, и на млади и на стари. Помошта да добре дојде на кесите, мора државата да помага, инаку не може да има производство. Еве само да го земеме примерот со млекото. Се помалку имаме крави и млеко, тоа е се одлика на тоа што како ни стареат сточарите, се откажуваат млади. Точно. Млади како крави, старите генерации завршува сточарството изумира, одма се започва. Млади ретко сточарство, ај вака по ниви соорање нешто ќе најдеме, ама сточарство ретко кој се зафаќа. Рачна работа никој не чи. Тоа што е модерно механизирано може нешто да се работи, а тоа што е примитивно се уште никој неќе да го работи. Добро, ама за да осовремениш до тој степен механизацијата, сепак ќе треба многу поголеми финансиски помош. Точно. Сами не верувам со овие откупни цени дека ќе може да инвестираш. Аби тоа е помош од државата, без помош од државата не можеш да се модернизираш. Прилепско мажучиште се наоѓаме, а среќаваме Скопјанец се фатил тука да работи. Која е приказната за оваа средба денеска тука? Па денеска сум тука поради престојнава сезона, сеидба на жито. Да се погоди ова дошче убаво заорање да се искористи. Да, баш се идеално време за oraње, за сеење и тоа цело спремање за сеидба на жито. Така да имам тука земја, останата ми од дедо, прадедо, наследена, така Колка е површини? Па имам околу 4 хектари. Да. Не е голема, ама Не е голема, ама имаме надеж, се надеваме дека има нешто механизација тука. Па имаме нешто механизација, нешто треба да се докупи. Така да се вратиш тука да живееш не верувам, ама сепак еве вака ќе доаѓаш и не ги оставаш нивите. Не, во скоро време не би се вратил, ако се подобри ситуација
да е исплатливо. Би искористил, зашо да не, би зголемил површини, механизација и све тоа. Работата ја знаеш, помагаат тука нешто, сега ти како помлад земјоделец помагаат тука? Да, имам родни тука што живеат, си помагаме меѓусебно, така да Нема да биде тоа проблем. нема да биде проблем. Шо култури, само пченица? Само пченица. Зашо ова другото све бара аргати, да речеме тутун или Бара нешто? и луѓе и време повеќе и све тоа. Ке пченицата барем тој дел е поедноставен. Па да, нешто тоа е што можам поќе сам да го сработам, што немам потреба од луѓе. А да не седат така нивите. Да. Главната тема за денешната емисија ни е сончогледот. Полека ја губиме културата, го губиме интересот и единствениот откупувач Велешка маслодајна Велешки кристал, ако престане да откупува, како што најавува, бидејќи со сегашните површини, со сегашните количини, буквално 3 месеци едва и работи погонот за екстракција на масло од сончогледот, другите месеци, 9 месеци во годината седи така празен, најавуваат дека е потребно државата добро да размисли како да го врати интересот кај земјоделците, оваа култура да не ја изгубиме и да не биде заборавена. Се наоѓаме во една од нашите најстари компании и со право над 100 години традиција да успееме да задржиме една од стратешките компании во македонската економија, компанија која што е многу значајна за земјоделството. Темата на денешниот разговор не е токму поврзаноста со земјоделството. Сончогледот ни е една од културите, ако се земе преку суровото масло како масло за јадење, дека ние во стоковите резерви една од стратешките култури, некако не го гледаме сончогледот како стратешка култура, не се однесуваме кон него како таква. Што говорат бројките, еве, завршен е веќе откупот, колку годинава откупивте, што говорат бројките споредено со изминативе неколку години? Па добро, ние повеќе пати сме зборувале на оваа тема, еве сега благодарам што повторно имаме можност да кажуваме и да зборуваме за сончогледот. За жал, низа години наназад нашата компанија се залага да се врати сончогледот на полињата, во споредба со социјализмот во Југославија, кога имаше многу поголеми бројки на сончоглед, ние спаднавме скоро и да го нема сончогледот. Со огромни напори на компанијата Кристал се трудиме и се бориме да се зголеми таа количина, меѓутоа за жал немаме многу успех. Кои се причините не знам, меѓутоа бројките кажуваат друго. Оваа година го откупивме целокупното производство во Република Македонија, како и секоја година. Значи, ние откупивме оваа година домашен сончоглед 4950 тона или 5000 тона, што е многу мала количина за капацитетот на оваа фабрика. Јас си порано напоменуев дека отприлика ние дали 3 месеца го работиме или преработуваме сончогледот, потоа работниците кои работат во тие погони 9 месеци треба да ги плаќаме, а да не работат така речено или да им даваме некоја споредна работа каде што продуктивноста е многу помала. Многу пати сме апелирале дека е потребно и владата, односно Министерството за земјоделие да преземе конкретни мерки, да направиме некоја стратегија да се врати сончогледот на нашите полиња. Меѓутоа, еве, за жал, сите овие 10 или 15 години колку што се залагаме, немаме некој позначителен успех. Јас си претходно алармирав дека фабриката работи за профит, нормално е менаџерскиот тим полека, но сигурно се стреми веќе воопшто да не откупуеме и да не работиме сончоглед, затоа што потребно е да правиме профит, а не да работиме само за љубов кон државата. Тоа го знаат и земјоделците, во колку се случи да ние, пошто сме единствени што откупуваме сончоглед, земјоделците треба оваа култура, како и многу други култури во Република Македонија, едноставно да исчезне од полињата. Нашите дечиња нема да знаат што е сончоглед, тоа прекрасно растение кое е на полињата, кога свети жолто-зелена боја, едноставно е прекрасно да ги гледаш нашите полиња. Меѓутоа, за жал, можно и оваа култура да исчезне. Тогаш земјоделците ќе бидат во една уште понеповолна состојба, освен пшеница и јачмин, едноставно ќе нема што да сеат, односно нема да можат да прават плодоред. А во земјоделието сите знаеме дека е потребно
да се прави плодоред, затоа што после сончогледот, од искуство земјоделците кажуваат дека приносите на пшеницата или на јачмењот се многу поголеми. Меѓутоа, за жал, еве се наоѓаме во една, не знам како да речам, сложена ситуација или на границата дали да работиме или да не работиме. Ние можеме, како и други, да увезуваме сурово масло, не знам, од Украина, од соседните држави, не знам, од Русија, и да бидеме многу попрофитабилни, меѓутоа, ете се трудиме и се уште се бориме, белким ке смогнеме сили и ние и Министерството за земјоделие и земјоделците, оваа култура повторно да дојде барем до оној тренд или оние количини кои некојаш биле во Социјалистичка република Југославија. 30.000 тони без проблем, може да ги обработува. 30.000 тона во социјализмот и 50.000 тона оваа фабрика откупувала во социјализмот. Сега со нови агротехнички мерки, не знам, со се што располагаме, сигурно тие приноси, ајде да не речам да се дуплираат, меѓутоа 50% би требало да се поголеми. Тоа би овозможило да се задоволува потребите на Република Македонија скоро во целост, односно да не бидеме зависни од увоз. Згоре на тоа можеме да извезуваме во соседна Албанија, Косово, каде што воопшто пак немаат сончоглед и се увозно зависни. Меѓутоа не знам зошто еве во изминативе години никој не размислувал да направиме нешто заедничко, да се свртиме кон извоз. Иако слушаме од политичарите дека е потребно да се извезува и така натаму, меѓутоа нема државата некоја стратегија во однос на тоа да имаме суровина, која оваа фабрика би работела 100% и во континуитет цела година. Субвенциите, ако ги погледнеме горе-доле, секоја година се на исто ниво, нема некое поместување. Главниот адут на земјоделците секогаш се сведува на тоа која е откупната цена, зошто е ниска откупната цена, а таа ја диктира светската берза, не ја диктирате вие. Доаѓаме ли до моментот дека мора да се бара начин како да ги зголемиме приносите? Наводнување ли ќе биде, што ќе биде? Како може би единствено некој излезно решение. Не велам дека не треба да се зголемат и субвенциите, понатаму да биде како дополнителен мотив, но мора паралелно на неколку работи да се размислува. Па видите, земјоделците од низа години наназад секојаш преку таа цена не се задоволни, никогаш не се задоволни. Меѓутоа, реално ако и гледаме работите и поголемите земјоделци се свесни за тоа дека ние како компанија, прифатна компанија, не можеме да даваме повисоки цени од цените кои се во соседна Република Србија или Бугарија, или оваа година во Грција беа многу пониски цените на сончогледот. Ние мора да се ориентираме и да ги следиме светските трендови, бидејќи гледате дека имаме увоз на флаширано масло од соседните држави, посебно од Србија, е преплавен македонскиот пазар. Тоа би значило директна конкуренција. Директна конкуренција и тоа значи дека ние не можеме да калкулираме со цената на сончогледот, затоа што нашето масло би било многу поскапо и ние не би можеле да го пласираме на домашниот пазар, а камоли за извоз, каде што цените се драстично пониски, каде што бараат многу пониски цени. Меѓутоа ние сме зависни од увоз на сурово масло и ние не можеме да постигнеме некои позначителни цени да се свртиме кон извоз. Значи треба да имаме домашна суровина за да бидеме конкурентни за извоз. Јас си порано сум зборувал дека решението за земјоделците е во зголемување на приносите. И они истото го мислат. Гледам дека некои земјоделци во разговор кои сме и пријатели, еве низа години наназад работиме заедно, така речено, полека се свртија кон модернизирање на агротехничките мерки. Не знам, слушајќи ги нив, требало да се ора, не знам, со некои подирувачи, не знам, не сум земјоделец. Така. Они ги увиделе предностите. Се што е она добро што го постигнале некои прифатни земјоделци со поголеми приноси, мислам дека тоа треба Министерството за земјоделие да го прифати и да ги едуцира помалите земјоделци да ги зголемат приносите. Јас и порано зборував, значи Министерството за земјоделие треба да следи и да види дека со сите тие силни субвенции кои големи пари ги даваме и ги одвојуваме за земјоделието, дека немаме некој напредок. Напротив, по моја информација ние имаме пат во земјоделието, не само за сончогледот, зборуваме и за другите култури, односно општо за земјоделието. Значи, Министерството за земјоделие треба да размисли, може би треба да смени стратегијата во однос на субвенционирањето
Може би треба да почне да градиме со тие пари мини акумулации и да се доведе до секоја нива вода, бидејќи климатските промени се повеќе се влошуваат, нели, се пожешко и пожешко станува, на растението му е потребна вода, може би треба државата, Министерството за земјоделие да размисли, да направи некоја стратегија, да почне да се носи вода до секоја парцела, со тоа јас сум сигурен дека приносите би се зголемиле многу повеќе, во однос на сончоклеот сигурно би дошле на просек како што е во соседна Бугарија, во соседна Србија, и со тоа земјоделците мислам дека со истите трошкови, порајќи нафта, ѓубрива и така натаму, би имале поголеми приноси. Не е исто дали ќе има тон и пол или 3. Или 3, а цената на тон и пол и на 3 не е иста. Ние ако дадиме 30-31 денар како оваа година, онако има 3 тона, парите ќе бидат многу поголеми и тогаш математиката ќе биде многу подобра за земјоделците. Меѓутоа тоа оставам на Министерството за земјоделие. Јас сум расположен за соработка со земјоделците, со Министерството, да седниме сите, да направиме некоја стратегија и конечно да тргнеме напред, односно земјоделието да си дојде на она ниво кое што било некогаш. Ние сме многу поназад од тоа што сме го имале. Треба да се запрашаме зошто е така. А по мене би требало барем 50% да видиме подобри од она што било пред 40 на години. А важноста на сончогледот е многу голема. Не е само плодоредот, не е само стратешки. Видовме у короната колку ни беше важно да имаме собствена суровина, важно и за сточарите ќе имаат ќуспе. Огромна важност има сончогледот во македонското земјоделство. Па не случајно нели викаме дека сончогледот е стратешка култура. Сето ова влие, кажуевме и кога беше короната, се сеќавате, министерот дојде за стопанство за да се сликаат. Едино ние имавме масло, бидејќи соседна Србија забрани извоз, нели? Едноставно масло снема, фати и некоја паника кај граѓаните, меѓутоа ние испаднавме тогаш со министерот за стопанство, рековме да, ние имаме доволно масло, нема потреба граѓаните да се плашат во Република Македонија, спремни сме да ги снабдиме сите. Сето тоа ја кажува важноста, јас многу пати зборувам колку е важна домашната суровина. Не дај Боже во такви кризи, војни и други работи, каде што соседите би забраниле да се извезува, ние едноставно би останале без оваа стратешка култура. Не би знаел што би правеле граѓаните тогаш и затоа крајно е време, значи, да посветиме внимание Министерството за земјоделие, да разговара со земјоделците, со нас, ние сме спремни се да откупуваме, да се зголеми производството во Република Македонија. Така. Се надминали оние абсурди на увозно сурово масло да има помал данок отколку за сончогледот. Сметате ли дека тука е потребна итна интервенција? Вака има некои економски нелогичности. Па ние повеќе пати заедно со земјоделците сме барале таа неправда со данокот, со ДДВ-то кое го наметна претходната влада, зголемувајќи го ДДВ-то на луксузни производи, во тие луксузни го сметаше и сончоклеот. Најверојатно мислеле на сончоклеот за грицкање, меѓутоа гледате, ова е стратешка култура, ова не е некоја мала количина да си играме играчки. Значи, нема никаква логика економска, ниту никаква, да биде ДДВ-то 10% на сончоклеот на домашната суровина, и овие гледате, не знам која била целта на таа влада, а и сега оваа влада, нашиот глас очигледно не допира до Министерството за финансии, до министерката, не знам зошто. Може би треба министерот за земјоделие да ја укаже на министерката за финансии дека ова што е 10% ДДВ-то на сончоклеот воопшто не е во ред. Дека е абсурд. Абсурд, нема никаква логика, видите, на домашна суровина да воведуите 10%. Не знам која е целта. Ако е целта да се полни буџетот, пак нема никаква логика. Затоа што гледате, ние сме откупиле 5000 тона сончоклет. Која е таа сума која ќе се наполни во буџетот? Наспрема во 2024 30.000 тона увезено сурово масло. И тоа е данечено со 5%. И тоа е со 5%. Значи, ако е целта да се полни и тоа е директна конкуренција баш. Нормално треба, ако е 10%, замислите кои пари би влегле во буџетот. Сега имаме некои објаснувања, ДДВ-то е повратно и така натаму, меѓутоа и тоа повратно ДДВ нас многу не смета, нас како на компанија. Ние во овој момент имаме за поврат околу 25 милиона денара
во однос на ДДВ-то, кој државата се уште не ни ги исплатила, иако требаше до сега да ги исплати, а ние треба да оплатиме сончоклеот на земјоделците, бидејќи договорот и нашето ветување до нова година, ние секојаш до сега сме го исполнувале тоа. Од тој аспект се биде Меѓутоа, задоволни. тие се наши пари кои треба да ни ги врати државата, ние за тие пари плаќаме кредити, односно камати, за да исплатиме на земјоделците. А кога ќе ни ги врати државата и ние не знаеме. Мислам дека не е во ред и крајно време и мислам дека нашиот апел на преработувачите, ние како преработувачи на сончоглед и земјоделците, мислам дека е крајно време таа неправда во однос на земјоделието, во однос на фабриката Кристал да се исправи и конечно да почнеме да работиме, односно да ги слушаат нашите апели, нека размислат и нека видат дека ова што го кажуваме воопшто сме во право, воопшто нема никаква логика, ниту пак државата има некаква корис од сето ова. Колку сметате дека треба фокусот да го ставиме на преработувачите? Вие сте предводите една таква компанија, колку се преработувачите можат да ни бидат моторот кој што ќе придонесе за извоз? Ние не само што имаме страшен дефицит во однос на увозот, преку милиарда даваме за увоз на храна, ние и бројките за извоз не се такви како што треба да не бидат. Имаме суровина, имаме такво подрачје кое што има капацитет за производство, ама доработката ни е некако ни е слабата алка. Точно така, јас многу пати и тоа го зборувам во разговор со преработувачите од другите индустрии, не само со сончогледот, нели скоро сите сме во ист кош преработувачите. И многу одамна кажуваме и апелираме дека државата е потребно, слушаме дека имаат желба да се развие земјоделието, желбата на владата е да имаме извоз, меѓутоа нема некоја стратегија како сето тоа да се реализира. Во колку нашата суровина се зголеми производството, односно земјоделието го ставиме на гранки, кажав, како што некогаш било, тогаш ние преработувачите, дали се работи, не знам, за преработка на пиперки, највари, домати, кетчапи, не знам, грозија и така натаму, пченица, се што спаѓа, нели, ние во преработувачка индустрија, треба државата конечно да размисли затоа што, например, еве јас кажав дека ние можеме да извезуваме масло и во соседна Албанија и во соседно Косово, па и во Србија ни извезуваме помалку, меѓутоа немаме наша домашна суровина, едноставно не сме конкурентни. Да не зборуваме тука за другите работи како што е енергијата и така натаму, да имаме подобри цени за да бидеме конкурентни. Во иста ситуација се сите преработувачи. Пример да ги земиме пиперките, ајварот, слушам од мои пријатели кои купуваат масло од нас за преработка на ајвар, правење на ајвар, дека увезувале, не знам, пиперки од Турција. А кај нас се случува па нашите пиперки да завршат во Хрватска. Видовте што се случи, пестициди, Европа многу тешко дозволува суровина, нели, туѓе се штитат едноставно. Не знам дали е тоа точно што пишуваше, меѓутоа јас сум секојаш домашното производство да завршува во наши преработувачки капацитети и ние да извезуваме готов производ, а не суровина. Готовиот производ, знаете, е збогатен, плюс тука вработуваме други луѓе, зголемена вредност и профитот на крајство останува во Република Македонија, а не се одлева во други држави. Конечно, крајно време е државата да размисли, да направи некоја стратегија, сето ова да почнеме да го реализираме, да го спроведуваме и профитот да останува во Република Македонија. Вториот дел од емисијата ни е посветен на струмичките градинари, какви се таму состојбите, какви се проблемите кои што се соочуваат земјоделците. Јас имам околу 2 хектари површини, од тие 7 декари се под најлон, што 4 декари оранжери и 3 декари фолии. И тоа ми е производство, главно произведам зелка, пролетна зелка и 4 декара зелка на отворено. После втора култура, после зелките, пипер црвен, малку лут пипер, колку 1 декар и тоа е производството. Какво е состојбата? Ги следите состојбите и сами сте земјоделец и агроном и вклучен во производството. Како гледате на состојбите во земјоделството изминативе неколку години? Општо состојбата во земјоделството главна земјина е недобра. Нема стратегија, односно
непланирано производство. Последните години малку е качена цената на градинарските производи, но мислам дека причина за тоа бидејќи е намалена количината и површините под градинарски култури и да кажеме зелката, домот од пиперките се рентабилни. Имаат повисока цена од производната и за тие 2-3 години може да кажеме дека е добро. Меѓутоа, доста култури градинарски отпаѓаат, како например бостанот, карфиолот, компирот и други култури. Причина е нема пазар. Најглавна причина нема на пазар и не се рентабилни. Бидејќи откупувачите ги откупуваат по пониски цени од производните. Да земе например сега зелката, пролетната зелка што е есента се сади, но таа е пролетна зелка мека. Цената е 10 денари, а производната цена е од 10 до 12 денари по килограм. Кај е трудот, кај е маката? Значи не е исплатлива, не е рентабилна, нема за трошковите. Да кажеме 10 денари ако нема агрил, ако е со агрил е 12 денари по килограм. Значи не е исплатливо. Тука треба државата да правенствено да најде пазари. Приватните фирми, тие се приватни фирми што откупуваат, наоѓаат колку наоѓаат пазар, некој пат не е ни до нив, има и другите држави произведуваат. Меѓутоа, цените се пониски од производни. Тука државата треба да наоѓа пазари кои ќе бидат повисоки од производната цена. Например, за зелката, најмалку 8 денари повисока цена од производната, за да може да биде рентабилно производството. Но што се случи со пазарите? Ние у последни 10 години да ги земеме, како некако Албанија зема поголем замав на производство, ние се поеќе и поеќе паѓаме. Толку ли ни е силна конкуренција? Па конкуренцијата е силна. Секој приватниот, да кажем, откупувач бара поевтино производство. Албанија има подобри услови, потопла клима, малку порано производство, меѓутоа таму државата многу вложува. Многу вложува во оранжери, во производството и затоа напредуваат. А кај нас ние велиме дека сме земјоделска држава, меѓутоа од земјоделска држава само ги имаме земјоделците кои се трудат, не трошат средства за се што е потребно да извадат добро производство и субвенциите од државата од друга страна. Друга помош нема никакви иновации. Например, ние како земјоделска држава немаме ни една фабрика за ѓубре, ни една фабрика ни за основно, ни за органско ѓубре, ни за кристално. Да не одиме подалеку. Наводнувањето не е решено како што треба. Да. Вода нема фабрика за најлон, за систем капка и за машина да зборувам немаме ништо. Значи тука треба да е вложувањето во државата. Приватниот капитал ако има интерес, гледаме дека нема интерес во тие области да отвара фабрики, тоа што е држава да отвара фабрики. Каде што ќе биде поевтино да се намалат трошоците на земјоделците, поевтино од соседни држави, да кажеме, од каде што се увезува. Како е струмичко решено наводнувањето? Имате проблеми, има доволно вода? Оваа година има проблеми и наредните последните години нема доволно дождови и браната Турија има намален капацитет на водата и не може да треба и градот да пие. За градот да има доволно вода за пиење и селата кои се под општина Струмица и нема доволно и доста села под огражден, да кажеме Иловица, Сушица, Босилово, тука Сарај, Пиперево, нема доволно вода. А сеат луѓето градинарски производи, а знаеме дека без вода нема живот, не може да успее ни тутун, ни пипер, ништо. И тие се осудени на пропаст, да кажеме. Така. Добро, и тоа вода што има, барем функционираат каналите, треба малку обнова и во нив? Па, во системот? Нормално дека е потребно. Порано за време Југославија, цело Струмичко поле, скоро сите села беа покриени со систем, затворен систем за наводнување кој е многу добар. И ако направиме споредба со наводнување со мотор на бензин е 5 пати поевтино. 5 пати поевтино, многу поголем притисок, капацитет, побрзо и многу Тоа е подобро. основата, ако вода нема, без вода овие нема. климатски промени, овие жештини, Па климатски суши... промени, сите велим климатски промени, но само зборуваат. Климатски промени, немање доволно вода, суша и треба да вложи државата во наоѓање извори, дали ќе се прават вештачки езера, дали под земјата ќе се наоѓа некои поголеми езера, да се најде вода за наводнување. Тоа е Тие се приоритет. поголеми проекти, без вода нема земјоделие, нормално.
Потоа може да се вложа во мрежа за засенување на фолиите летно време. Јас оваа година пробав на 8 фолии и видов дека е доста добро, бидејќи сенката е изедначена на цела површина, 40% на мрежа сенка е доволна. Добиваш на количина или добиваш на квалитет? И на квалитет и на количина. И мислам дека е исплатлива. Сега државата ако вложи може да биде и поевтина, околу 13 денари од квадрат. Да кажеме 200 квадрати е фолијата, 2600 денари од фолија, ако трае 7-8 години, пак е добро. Како гледаш, еве ти си агроном, дали доволно земјоделците имаат знаење, обуки, дали прават анализи педолошки на почвата пред да ѓубрат? Да, како што кажав, земјоделци се оставени сами на себе, тие не штедат на средства, се што е потребно, ѓубрива, па некои прават и анализи, но нема лаборатории. Не знам сега 5 или 10 анализи на ден, тоа е многу малку. Кај нас земјоделци индивидуални, немаат големи површини, затоа треба потребно држава да вложува тука. Најмногу во науката, во лаборатории, во испитување на почвата, за ѓубрење, па и за здравствена анализа. Бидејќи поголем проблем се јавуваат, оранжериите не може да се местат и имаме монокултура. Од домати може да смениме зелка, меѓутоа сите ако садат зелка, тогаш ќе имаме вишок. Затоа нема што да сменат и се натрупуваат болести, најмногу фузариум, вертицилиум, бактериоза кај доматите и затоа потребна стручна, односно да има луѓе што ќе дават прави совети и со што да се третира да има стратегија на државата да се вложи во лаборатории, да се отварат лаборатории, современи лаборатории. Јас, например, пред 15 на години, преку еден пријател, агроном исто, направивме анализа во Холандија. Однесе таму, пример, почва, беше засадена домати. Пред да ја засадиме, pH-та беше едната 5, другата 5,2, значи средно кисела. И таму направи анализа и ни донесе препорака за ѓубрење за доматите. И не е како тука препорака, многу построчно, затоа се многу понапредни. Ги имаше напишено програмата за ѓубрење, ако сакаш од 10 до 12 тони од декар или 12 до 14. Ние извршме од 10 до 12 и таму беа околу, мислам, 8 вида ѓубрења. Бидејќи pH-та беше ниска, само имаше 300 грама од 7 килограми за декар, само 300 грами слаба шлитра, односно 34% азот, а другите ѓубрева беа со повеќе калиум. И имаше и железо како микроелемент. На крајот имаше ефект? Имаше многу голем ефект. Добар хибрид беше, меѓутоа за пазарот кога зрем малку мек. Малку мет, не издржува многу транспорт, многу време. Но приносите? Приносите беа добри. А сега од Матијас со оваа анализа што работевме, приносот беше околу 4 до 4,5 килограми од растение. Значи, еден декар, околу 3000 растенија, како што е програмата, што е напишано, тоа и се исполни. Да, 12, па може и повеќе. А без таа анализа, кога што ја работев ние, да кажеме, кој од искуство, повеќе до искуство земјоделците, бидејќи немаат таква анализа кој да им направи, многу помалку, од 2 до 2,5 килограми од растение. Толку е. Значи, се исплаќа анализата. Анализата беше околу 3000 денари, мислам. Бидејќи наваму, а и низ Струмичко поле како вртиме, доста пластеници ниви гледаме заплевени, оставени. Има луѓе, нема луѓе, млади да не правиме мове, млади ич да, нема. Па и тука исто земјоделците доста се иселија во странство, бидејќи некои култури не се рентабилни. Порано и зелката и па и доматите не беа рентабилни. Сега овие 3-4 години може да кажем дека добро, има некоја средна цена, се рентабилни, се исплатливи. И доста се иселија, затоа има и доста површини напуштени. Така. Твое видување како да мрднеме од мртва точка, некако се надоле одиме, у секој поглед се сведовме на една-две култури, како да, на што да се фокусира државата, ако сакаме да ги задржиме? Најважно е да има, да застанеме на здрава подлога.
да има стратегија, како што кажав. Според мене субвенциите што се даваат на земјоделците е тотално погрешна политика, бидејќи субвенциите, јас например, па и другите, зема околу 50 до 60.000 денари, да кажеме 10 тони црвен пипер по 30.000 и по површините. По површините околу 50.000 денари, тоа не ми покрива ни 12 од трошоците. Да направиме сметка, земјоделското производство секоја година има 40 до 45% трошок од бруто што се произведе. Значи 45 секоја година. И ако го ставиме и трошоците за живот, 50.000 да кажеме за prosечно семејство, значи треба да има добра цена производството, да се намалат трошоците, па да има да остане нешто да инвестирате, да за обновите. може да се инвестира, да. Самиот збор субвенција значи поттикнување, поттикнува да се поттикне нешто. А нешто што не е исплатливо, што не е постигнала производна цена, што ќе поттикне? Значи треба да има доволна цена, плюс да се поттикне за да се зголеми производството. Но ако не се субвенциите, па голем дел од производството и ќе го нема. Жими субвенциите останаа некој ќар за земјоделците. До толку се со откупните цени. Не е тоа решение. Тоа е за мене погрешна политика. Има многу начини каде да се искористат тие средства, тоа се милиони евра, да кажеме, колку сега 150 милиони во отворање современи лаборатории, како кажав, а ако се отворат за секоја оранжерија, да кажеме, покриена површина да се испита и да се даде ваква холандиска анализа за ѓубрење, јас сум сигурен дека 20 до 30% ќе се зголеми количина на производство, а со тоа и квалитет. Да, ако има анализа, ако има совет како што Да. треба, наука, Бидејќи таа ако има анализа вода, холандиска беше од садење до крај на берба. Нема како што е тука кај некои агрономи, оваа фаза вака, после во фаза на цвет, во фаза на растење плод, во фаза на зрење, таму од почеток, значи ние што ја направивме, од садење до крај е таа ѓубрење, да кажеме, беше малку поголема количината, отколку што ние сами се ставам 3 до 4, таму беше околу 7 кг на декар на наводнување. Малку поголема количина, но се исплаќа. Количината е многу поголема и квалитетот е многу по-добар. Сортата Матиас поствори хибридот. Ви кажав дека е како мек хибрид, не трансхибрид, крупен. И беше тврд како камен, квалитетен, значи транспортабилен и многу поголем количина производство. Исто како белето што некој го познава, да кажеме, значи анализата се исплаќа. Сега е период на некој начин како мала пауза, но веќе почнуваат подготовки за следна реколта. Што предстои? Сега ќе почне набргу ќе почне подготовка на расад, кои се ваши совети, на што да се внимава, што е важно? Па сега, да кажеме, втора култура кај нас се садат пипер најмногу и тој завршува, веќе е завршен и треба да се подготват површините за пролетна зелка. И сега најважно да се добро подготват површините, да кажеме ако површината е здрава, нема потреба да се варат растенијата надвор, да се изфрезира, потоа да се стави органско ѓубре, 1 месец порано, да може да се разложи и 10 дена пред садењето и основно ѓубре. А површините кои се, да кажеме, заболени од фузариум, вертицилиум, има венач, што го вика народот, најдобро е да се извад растенија надвор од површината, да не се намножи таму болеста, да не се расшири и наредната година да се изврши соларизација. Бидејќи кај нас тоа е единствен начин, немаме други хемиски средства, не се достапни или ако ги има од странство се скапи, а најдобро е да се извадат растенијата што се заболени, да се изфрлат надвор, да не може се расшири болеста. Тука е крајот на ова денешно репризно издание. Ви благодариме за вниманието со кој не следевте.